Поздрав до гледачите на телевизија Ирис и редовно јас и отворено на тема, се разбира. Отворено, а теми имаме колку сакаме. Посебно во овие времења во Македонија, како што ќе каже мојот гостин, темелници или размегници на ова време. Втор, трет, четврт век и бројот не е толку важен, а важно е дека се наоѓаме во како генерации во време во кое што ќе се донесуваат судбоносни одлуки. Ова не значи дека треба да ги плашиме нашите сограѓани, туку фактите да ги поредиме, а судот ќе си го донесе секој од нив. Еве, помина и светското првенство, ние не бевме таму, ама ако бевме ќе го ставивме политичарите на мира, ќе зборувавме за тоа кој е подобар и кој како ќе ја составеше репрезентацијата, а овде сме шампиони, исто како и договорот или спогодбата со Република Грција, која сите ја знаеме, но сите различито ја толкуваме. Затоа овде ги повикуваме луѓето кои ја знаат и според редот на фактите да ги постават одговорите онакви како и што ти ги знаат, а реков одлуките се ваши, на сите гледачи во Источна Македонија. Стево Пендаровски е мој гостин, националниот координатор за НАТО интеграциите. Господин Пендаровски, добро дојдете во моја емисија. Добро најдов. Благодарам за поканата. За почеток како домакин да го прокоментираме и да ја прокоментираме и првата причина зашто сте овде, бидејќи уште вчера најавивте во Штип во центарот се отвори спомен соба на Киро Глигоров, првиот претседател на Република Македонија, роден штипјанец, и вие присуствувате овде. Да. Па тоа е чест за сите нас што бевме поканети. Имаше и отворен повик за граѓаните кој сакал да дојде. Беше прекрасна целата манифестација, имаше пригодни говори на градоначалникот и на премиерот Заев и ги посетивме просторите. Тоа е почеток на тој проект. Ни беше речено дека главна контрибуција за почетокот има дадено семејството на Глигоров, неговите најблиски соработници, и дека тоа ќе се шири. Тоа е убав објект, него ни знаев дека тој дел од Штип неа модено ни во време на изборни кампањи, и ми рекоа дека има доволно простор да се шири постановката. Мислам дека тоа е најмалку што можеме да направиме за човекот, не затоа што беше прв претседател на Независна Македонија, туку затоа што го истурка македонскиот брод низ едно многу немирно море во раните 90-ти, од членството во Обединените нации па се тамо до крајот на 90-тите, кога практично ги поставивме столбовите, темелите на државата. Кога правиме реминисценција или оценување со историска дистанца на работата на претседатели, на луѓе кои донесувале одлуки, секогаш се менуваат, секогаш и на подобро се менуваат закучоците, нели, нови податоци и така натаму. Вие имавте шанса да бидете дел или да разговарате, да бидете близко до скоро сите претседатели, освен претседателот Иванов, и имате и непосреден печаток. Кога ја прокламираше надворешната политика Киро Глигоров еквидистанца или оддалеченост од сите подеднакво, во тоа време не изгледаше логично, претпоставувајќи ги историските последици за подоба на Македонија и така натаму. Подосна, некаде 96-7 година, таа политика стана рамка за која што имаше многу критики дека нема активност. Денес, што види Стево Пендаровски? Од двата аспекти, безбедносен, во сообразие со тоа време, и од дипломатски повторно како дел од тоа време. Треба накуса да биде, инаку може да биде надолго, бидејќи темата е таква. За прво да ви кажам, за сите претседатели со кои сум работел или сум имал чест да соработувам, со Глигоров најмалку, бидејќи со него се знам така, што се вели на дистанца, бидејќи не сум бил во неговиот кабинет, меѓутоа за сите нив, освен за последниот, можам да кажам дека во тие надворешно политички коти нема погрешено. Не ја брукал Македонија на надворешно политички план и не ја руинирал позицијата на државата на надворешно политички план и пред се во регионот, кај што е многу битно за една мала држава со вакво опкружување на турбулентен Балкан. Тоа прво као прва теза би била. Глигоров го постави тој пат и Црвенковски, Борис Трајковски претходно, се разбира, значи сите тие во континуитет водеа сметка, не само со реториката ЕУ НАТО, него навистина со тоа што го правеа, создаваа пријатели и надвор. Значи не зборувам за нивната насоченост кон внатрешна политика. Дали Глигоров во 90-тите имали други активности на внатрешен план, не било само надворешна политика, што Црвенковски правел на внатрешен, што Борис Трајковски направил, тоа го бидејќи јас бев советник за надворешна политика и национална безбедност, можам максимум да зборувам за рамковниот договор во таа внатрешна динамика, меѓутоа и рамковниот како документ не исфрли, повторно не врати во европската орбита, од која беше подпишан и особено имплементиран. Значи, сосема накус околу еквидистанцата. Имам пишувано книги, статии на таа тема, ги давав двете позиции. И оние кои го критикуваа, и оние кои го фалеа, тој принцип.
И знаете што се случува? Како што поминуваше времето, значи во втората декада од нашата независност, критичарите се зголемуваа. И што е грешката на сите аналитичари во тој дел? Не само во однос на оваа теза. Ти не можеш од сега, од денеска, од 2018 да кажеш дека принципот на Глигоров во 93-та, 4-та, 5-та не бил лош. Бидејќи ти го имаш сегашниот контекст, не тогашниот. Во тогашниот, рака на срце, тогашниот контекст бараше таква еквидистанца. Не било проактивно, не било продинамично кон надворешно политички принцип, се согласувам, ама денеска, кој би го зборал? 90, нема да забораваме, значи, именно од регионалното опкружување, од она што го знаеме, имавме обид за лишување од живот на тој човек. Тоа не беше случајно еквидистанца. Тој велеше да бидеме преведено еднакво предпазливи кон сите соседи. Тој не велеше како што велеа некои националисти во тоа време, Македонија е опкружена со 4 волци. Тоа не 4 соседи, денеска 5. Не велеше 4 волци, кои одве чекаат да не изедат, ама били еднаква предпазливост. Во тоа време развојот на настаните, вклучително и неговата лична судбина му даде потполно за право, зборувам значи 93-та до 97-8, 9-та. Подосна имавме кризата, па подосна територијална поделба, па Бранко Црвенковски, неговиот мандат и така натаму. Македонија цело време ви разговорите со министрите за надворешни работи како да бараме препознатлива надворешна политика. Тоа не е заостаток од системот во кој што живеевме или мнозинството во тоа време се образува системот на оддалеченост, на неврзани така на мирољубива коегзистенција и такви некои политики кои дава резултати за тоа време, подосна како Македонија да беше срамежлива осем декларативно. Не зашто. Зошто? Сега во една реченица, пак треба да зборуваме на долго и на широко и сигурно има и луѓе кои имаат поинакви размисли од мене и од тебе. Ние јас сум го опишувал тоа југословенско искуство на Македонската република внатре. И не само ја, и многу други, поумни од мене. Формирањето на таа втора Југославија, во која ние прв пат бевме препознаени и признаени како народ и како конститутивен дел, како република, беше во исто време, имаат англичаните и американците една изрека, вели во исто време беше и благослов и клетва. Благослов зашто не признава прва Југославија, не постоја македонци, ниту територијална единица која се нарекуваше Македонија. Меѓутоа зашто клетва, ако не е пресилен збор? Затоа што таа држава во тие три области, значи валута, одбрана и надворешна политика, беше белградоцентрична. Ние чекавме постојано, како ќе речат од Белград. И ние, бидејќи тоа беше 4,5 децении, не 4,5 дена, ние пораснавме цели генерации со тој менталитет, како ќе кажат од горе, не од ЦК, него од центарот на федерацијата, и тоа важеше за и за другите републики. Ние се навикнавме, ние бевме практично, да не ги речам како залепени за тоа што одгоре ќе дојде, а ако не дојде ништо, тогаш ќе се снаоѓаме самите. И 91-та година ние стануваме држава. Нема веќе Белград. Мора овде, тука во Македонија да се носи. Па има и такви тези, факт е. Ние можеме да се удираме во гради колку сакаме, независно дали сме во партија или не сме во партија. За разлика од Словенија, која го направи својот национален програм и го објави 87 година од тогашна младина, го објави, а претходна исто Крчкан. 84 го објави. Да, на ниво на Академија на науки, на ниво на политичка елита, на ниво на интелектуална елита, тие го има 87 и го публикуваа. Ние никогаш не снимале програма национална или државна за самостојна држава. Дури, тоа е фер да се каже, актерите се уште живи, дури така наречената Гошева комисија, која беше формирана во 90-та, не понуди на крај заклучоци, значи ниту во кој облик ќе се развива државата, ниту за битните сектори образование, здравство, надворешна политика, судство, медиуми, какви треба да бидат. Значи ние практично немавме никаков допир со концептот на ниво на елаборат, зборувам. Со концептот на независна држава, да, и на тоа да ги учиме новите генерации. Да речем, беше што беше Белград и Југославија, благодариме за тоа. Се од тука натаму одиме сами, како? Ние само знаевме дека сега сме самостојна држава, независна. А како понатаму? И денеска во некои битни работи лутаме. И среќаво несреќа е, со тоа да завршам во овој дел, среќаво несреќа е што ние кога се пробудивме едно утро и кога видовме дека имаме и референдум за независност и сме независна држава, ние добро што ја приграбивме таа варијанта евроатлантски интеграции, бидејќи тоа се школи на демократија и НАТО, не само Европската унија, кои ти даваат генерални, не детални, генерални насоки како да се организираат општествата. И тој коридор нас не влечеше напред. Инаку ние самите за себе немавме објективно, немавме национална државна програма која ни го покажуваше патот. Сега овде можам логично ми следува да ве прашам за една друга работа која малку се експлоатира во Македонија,
а тоа е минатогодишните заклучоци во Варшава. Ние во Македонија, вака во разговорите со моите гости овде во медиумите низ Македонија, зборуваме за 2008 година, зборуваме за 92, зборуваме за сите овие документи, нашиот пат кон Европа, дали сме на агендата, кои ни се пречките и така натаму. Ама забораваме еден документ, бидејќи ви зборувате за тоа, еден документ кој е 1 година стар, во кој што вели Македонија отстапи од евроатлантските демократски стандарди и овде веме жестоко критикувани. 2016 самитот на НАТО. 16, така. 2016 самитот на НАТО го има таа формулација. Осем Орбан кој не бранеше, бевме жестоко напаѓани од Тоа е формулација за која се согласил и Орбан. Значи тоа е заклучок на алијансата, вели длабоката политичка криза ја Македонија ја оддалечува од јадрото на демократските вредности на алијансата, тоа значи немате функционална демократија. Тоа е најтешката можна квалификација. Зошто овде во Македонија не започнеме широка дебата, бидејќи тоа е шамар за Република Македонија и за капацитетот заради режимот, заради власта која беше, видите, власта се до 27 април и немилите настани во парламентот тогашната власт. Ја мислам дека првенцијата на таа власт и ден денеска. Тие не знаат до кај ја спуштија Македонија. Ја мислам дека дел од нив, барем првите 2-3 човека, не се свесни дека толку долу не спуштија. Тие уште мислат дека биле најголемите реформатори во свое време. Меѓутоа, ова не е квалификација на СДСМ, ЛДП и така натаму, на некаква си опозиција во тоа време. Тоа е заклучок на алијанса. И кој ќе чуем дека некој од Германија или не знам од Норвешка има интерес да го брани СДС или ВМРО, тоа се смешни работи. Тоа е заклучок на 29 земји членки на алијансата. Кај што има од северот до југот, има секакви политички уредувања, има секакви практики, има разни, има леви и десни, центристички партии на власт и сите се согласуваат дека ние сме се оддалечиле од базичните демократски вредности. Значи не можеш да ги обвинуваш нив, треба да погледаш у својот двор, бидејќи тој да не го потребам тој груб збор аутизам политички, меѓутоа тие не слушаат што им кажуваат и нивните пријатели од Европската народна партија. Значи нивните пријатели од ЕПП, како ја нарекуваат таа групација. Не слушавме. Ние немаме кај да слушаме. Војо, ние имавме 123 во светот по медиски слободи уторак. Ние немавме кај да зборуваме. Имавме, ја го кажем, 2008 ние сме 34-ти. На истата карта, на истата мапа на Репортери без граници. 34-ти. 34-ти. После тоа имаме слободен пат од 90-ти на места у само неколку години. Јас бев вчера на една национална телевизија со национална фреквенција, како ја нарекуваат, и ме прашуваат сега неформално пред да влезам на интервју, кога последен пат сте биле овде? Ја им велам тој и тој месец 2009 година. Скоро деценија не сум влегол. Во МТВ, ако не беа тие договорени дуели да ги наречам, чи во рамки на кампања која ти е законска обврска да ме викнеш, ја немам влезено во МТВ, не знам, 10 години. Тоа е недозволено. Така, господин Винарски. Вака, тоа е документ на најаката војна асоциација и политичка асоциација на светот. Ние го пренебрегавме некако од различни причини, ви ги објасните. Но, кои се сега последиците во стартната позиција во нашите преговори со НАТО, бидејќи вие сте национален координатор? Еве, значи, јас одам на околу еден месец одам таму и во штабот на НАТО. И ги прашам нашите партнери, ги прашам каде треба да се поправиме. И дали има нешто освен договорот со Грција, дали има нешто друго. Освен тој проблем, дали има нешто друго на што треба да обрнеме внимание. Факт е, и тоа последниот самит во Брисел го покажа, дека на тој главен состанок што беше на 11-ти, овој месец ниту еден друг сојузник не кажа ништо друго, како евентуален приговор, што беше случај со Европската унија. Таму кажа и некои други работи освен договорот со Грција. Таму спомна, тие се нарекуваат итни реформски приоритети, извештајот на Приби и така натаму, корупција, висока корупција, финални казни за висока и така натаму. Овде никој не кажа ништо такво. Значи, го нотификува, го примија на знаење договорот со Грција и рекоа, ова е за НАТО во овој момент окей. Така. Што е значи сите оние претходни оддалечувања од базични демократски вредности, никој не ги нотираше овој пат, што за нас може само да биде окей. Вие вчера изјавивте дека ова може да биде мегникот во постоењето или развојот на Република Македонија. Ние, според обврските што ги преземавме од таа спогодба, треба да направиме низа постапки во кои што ова што вие како координатор го спроведувате, окей е договорот, ворете договорот со Грција, меѓутоа тој треба да биде договор. Тој се уште да биде имплементиран, така. Сега, што е според вас, кои се опасностите? Знам дека многу ме прашуваат за историјата, за поединостите, тоа техничарите ќе го кажат. Кои се опасностите на овој процес од денес 18 јули па до идната година?
Се прво да го појаснам накусо, ова која го употребувам ја тој термин и други мислам дека го употребуваат, ако е трет метник на македонската државност. Па некои ме критикуваат како се ти го споредуваш со 8 септември 91 кога направивме држава. Че ја не велам дека ова е многу среќен момент за нас. Као што не беше и 2001, тоа е вториот момент според мене битен, пресвртен во, или ќе не биде или не, бевме на граница на голема војна. Бевме на граница и на поделба, ако не се вмеша и од надвор, ние ќе се поделевме на групчето, тоа го знаат сите, и лаиците. Кој сака да го признае јавно, тој е друг муабет, меѓутоа тоа беше факт. Значи не велам само добри работи дека се пресвртници, може да бидат и лоши работи през ден. Значи договорот е тежок и болен компромис со Грција. Јас сум го рекол, па да го речам многу пати, нека замерат и овие што го потпишуваат и јас сум меѓу тие што го поддржуваат. Договорот е многу тежок компромис за нас. Но во дадениот геополитички контекст немаше подобар договор. Не можеше да се направи подобар договор. Кој мисли дека можел да направи подобар договор, тој се лаже и себе си, ги лаже и другите. Да можеше и другата опозитна сега политичка структура ќе го направеше тоа изминативе 10-11 години, или тие пред тоа, или тие пред тоа што били 90-тите ќе се направило. Сега да се вратиме на почетокот кога зборувавме за еквидистанцата. Не можеш ти еквидистанцата од денешен аспект да ја критикуваш, кога во тој контекст од денешна гледна точка не ја бива таа. Светот се поврзува, се глобализира и се како ти ќе седиш дома и да. Значи исто и кој ќе речат ние сме можеле да направиме и подобар договор. Апсолутно. Ама која година? 2008, 98, 93 сме можеле неспорно. Значи ние во 98 еве ви кажам, ја бев записничар на средбите со Метју Нимиц во име на кабинетот на председателот. И сум бил присутен на сите тие средби и пред и по Букурешт. И во време на Борис Трајковски тоа го работев, али ова беше интензитетот на средби во кој се решаваше. Тоа прашање. Се обидовме да го решаваме и не го решивме. Значи само да додадевме како сега што е северна. Ништо друго немаше да има потреба да правиме. Ние ќе влезевме у НАТО. Внатрешна промена. Никаква промена. Значи ја ви тврдам, јас сум бил во кабинет до април-мај 2009, до тој момент знам. И белешките ги архивиравме во кабинетот. Не знам потоа што се случува. Меѓутоа ви кажам, до април 2009 никој од грчка страна, не од меѓународен фактор, не бараше Ерга Омнес комплет внатре. Значи тоа ќе беше песма лета, ќе беше тоа да го направиме, само географска додавка, друго ништо. Каде е сега Фиром? Тоа беше предлогот. Каде е сега Фиром да биде Северна Македонија? Готово. Ама зашто не си го направил во тој момент? Затоа што председателот велеше дајте да направиме компромис, тогашниот премиер викаше ја идам на предвремени избори да направам 62 пратеника. Значи, беше после Букурешт. После Букурешт имавме ние у јуни избори. 2008 имавме избори и стварно таа политичка структура направи такво апсолутно мнозинство. И што добивме после тоа? Влеговме у процес на антиквизација, се заглавивме скроз, сите потенцијални и реални пријатели и партнери ги изгубивме на меѓународна сцена и ние бевме практично во самоизолација. Тоа никој не ни го наметна. Сами рековме, седиме дома и уживаме гледајќи ги спомениците на плоштад. Сега вака, да се вратиме кај договорот. Да. Јас ќе се обидам само да вие ќе ги направите паралелите, јас само податоците. Се сеќавам кога меѓународната заедница на поранешна Југославија, на Србија и потешно на српското раководство им ги нудише Z4 планот и планот Тактисари за Косово. Сето тоа беше одбиено. Секој нов план беше полош за таа страна, беше полош кој излезе како актуелен за подпишување. Сега, овој договор, како што вие велите, е во оваа состојба е најмногу што можеше да се добие. Што правиме ако ние поради нашето неединство го минираме? Како би бил следниот? Се хипотетички. Политичката реторика налага, и јас го кажувам, тој сите го кажуваме, и ако не биде сега, ќе продолжиме да преговараме. Тие се стратешките цели ги знаеме, нема да бараме да одиме за Азија некаде. Меѓутоа се плашам дека ќе треба некоја нова генерација македонски политичари да стаса и во Грција. Значи еден сосема нов политички контекст и обкружување пошироко, европско, американско, светско, пред да почнеме сериозно да се занимаваме повторно со тој процес. Инаку да нема никаква дилема. Ако сега не го решиме проблемот, прво Македонија нема се распадне, не зборам за тоа, тама работа, нема се распадне. Меѓутоа Македонија ќе чмае во изолација и нема да има теоретска шанса да направиме подобар живот за просечниот граѓанин, обичниот граѓанин. И да нема никој илузии дека ако сега не се успее да се реши со оваа содржина која е тешка и болна и не е лесна за голтање и политички и човечки, внатрешна промена зборувам на името на институциите на државата, дека секој следен договор ќе биде само полош. Има една интересна колумна на професорот Малецки на таа тема. Скоро вели негово предвидување, ја не сум воопшто далеко од тоа резонирање, мислам дека е реалистично. Вели ако сега него завршиме со имплементација овој договор од Преспа, вели следниот договор
скоро сигурно нема да содржи јасни, како што има сега одредници за македонскиот јазик и за придавките македонски и македонско. Но, да видите сте, професор, овој договор, според дипломатијата и според меѓународното право, на следните преговори ќе биде почетна рамка, бидејќи, барем јас не знам... Ќе биде наша почетна рамка. Наша почетна рамка, од другата страна, не знам, ама ние не може да тргнеме од друга страна. Но и нивна ќе биде почетна рамка, бидејќи преговорите се водат со постулати поставени однапред, ама најмалку што може да биде е овој договор. Не, гледај, што зборам. Во Грција до година имаат избори. Така. Може да го поместат, треба на есен, може да го поместат терминот да биде и на пролет. Че ако ние задоцниме и многу или не ја завршиме работава во некакви рокови декември, јануари, таму ќе дојдеме Мицотакис на власт. Според она што се знае сега, според анкетите, не знам како ќе биде реално на денот на изборите. Неговиот став е познат. Тој најмногу што го бие својот политички опонент е на оваа точка, ништо друго не спомнува. Тој вели на скопјаните им го дадовме јазикот и националноста. Значи тој истиот човек што сега зборива, утре да потпише договор во кој ќе има македонски јазик во превод на сите 6 јазици, официјални на Обединените нации, шанса нема. Придавките да не ги даде, тој истиот човек кој вака се изразува денес да потпише, шанса нема. Што прави? Ама ќе рече кој го прашува Грков. Во секој преговори, американецот или германецот која посредува или немец, секој пат вели чекај да ја чуеме и другата страна, не може само твоите желби да бидат внатре на хартија. Значи барем на половина пат ќе се најдеме. Ние, што би било половина пат од ова што го имаме сега? Тоа ми беше прашање. Само полош. Не би сакал да мислам и ја да ти кажам моје лично мислење. Утре за утре, ако ја бидам у ситуација некому да кажам или да пишем, да преговарам, да советувам, ја не би можел да потпишам подолу од ова. Идентитетскиот комплекс е сега гарантиран и јасно одбележан и сега да кажам, добро, може и без тоа, ја не можам. Значи сега ти зборам кој етнички македонец, ја не можам такво нешто да потпишам. Тоа значи дека нема да има договор. Така. Ако другата страна ја подигне летвичката повисоко, и ако ги убеди и да не се лажеме се, значи во сите преговори со Грција, тој спор бил асиметричен од почеток. Прво затоа што содржината на спорот е ние треба да зборуваме за нашето име и да го менуваме, не за грчкото име. Значи ние за нас зборуваме. И второ, асиметријата е во една димензија која не сакаме да ја признаеме. Ние не сакаме да признаеме дека Грција е каде посилна по сите можни ресурси, вклучително и дипломатските. Че кога ќе ми каже некој дека ние треба не сме барале пријатели надвор, ние сме барале, сме гребеле со ногти да не и сме нашли пријатели. Ама тие се уште посилни од нас, поголема држава, се помоќна дијаспора, побогати си така натаму и така. Че да не беше принцот Чарлс пред месец дена во Грција. Кој има и грчко имено и вели кога се овде ја чувам Грција. Да не зборуваме за генеалогијата на царските семејства, но има една друга работа која политичарите не може да ја отргнат, бидејќи е фактичка состојба. Денешната Северна Грција, Македонија, поделена на 13 региона, дистрикти Кајнив, има 2.350.000 жители. Кога, да не се бавиме многу со историјата, но кога малку го погледнеш движењето на населението, барем за овие 60 години, најголемиот број од нив, некаде 1 до 1,5 милион, се луѓе понти, крци, од Измир и од Малазија. Во трите турнуси на доаѓање од. Нивниот идентитет за овие 70 години е македонски. Тие немаат друг идентитет, не сакаат да имаат друг идентитет. Кога ќе погледнеме нивните населени места, не е ова, не е ова, ова. Тие си ги носат тоа. Ниеден грчки политичар не може тоа да го пренесе. Се работи за 2 милиона луѓе. Ја вчера и во вчерашната емисија на таа телевизија што ја спомнавме и на други места се обидувам тоа да го објаснам некако историчар, како човек кој нешто знае и од таа алтернативна историја, бидејќи не сме учеле ние таа. Така. Че ние не можеме да сватиме, и тоа е трагедијата на нашиот образовен систем и на нас политичарите што не сме ги смениле законите, да им кажеме на новиве генерации дека постои една категорија луѓе живеат во Грција, особено во северниот дел, кои не го зборуваат македонскиот јазик, а велат дека се македонци. И ти во договорот тоа го има. Таа дистинкција е направена. Ти мораш да признаеш дека има и таква категорија, така се чувствува човекот. А ти можеш да викаш до утре, вие не го зборите македонскиот јазик, вие не сте македонци. Кој знае што сте, дојдени од Мала Азија, кој знае, измешани сте. Меѓутоа вие сум македонец. Ја го кажував во таа емисија вчера, примерот кога поранешниот грчки премиер Караманлис разговара со Црвенковски на маргините на еден форум, и на еден самит и вели ја не го спорам, му вели на Црвенковски твоето право да се декларираш како македонец. Ама зашто ти мене ми го оспораш правото? И јас сум македонец, вели. И ти можеш да кажеш Караманлис, фамилијата ја знаеме. Вие сте маџири, дојдени од вамо, од тамо, можеш да го навредуваш све. Меѓутоа тој вели јас сум македонец. И оној момент кога ќе се обидеш да го убедуваш дека тој не е македонец, ти си го земаш столчето на кое седиш и ти самиот.
Зашто ние велиме, јас се чувствувам македонец. Од која година е македонската нација? Баш ме интересува. Таа е историски факт. Ја во моментов и моите деца се декларираме како македонци. Значи ако ти му го оспоруваш тоа на него, тој ќе ти рече, па и ти не си македонец. Значи не одиме во тоа. Како се чувствуваш така? Јас се чувствувам вели вака. И го кажам и вториот пример кој го знам вака од директни средби, кој што сум бил сведок, Парванов, поранешниот бугарски председател. Вели мојата сопруга е вели македонка. Па можеш да влезеш во долги објаснувања, ама не сте македонци. Мојата сопруга се чувствува македонка. Што правиме сега? А да не, и тоа е прашање кое не сме го отварали, а во овие краишта кај што сме, истокот, па е посебно актуелно и вие го знаете, го живеете тоа. Што со категоријата македонски бугари која никогаш не сме објаснувале нашите луѓе? Ја имам пријатели кои се чувствуваат како такви. Мислите на овие 74.000 државјани? Не, збораме оние во историска смисла кои се чувствуваат. Еве ти еден пример од нашата историја. Венко Марковски. Тоа се нарекува во струката двојна идентификација. Значи бил во одреден период се чувствувал македонец, отишол во Бугарија, се чувствувал бугарин, ти не можеш тој период да го негираш. Дали го притискале, дали го малтретирале? И овде можеби го малтретирале со голи отоки така, за да се изјаснува како што се изјаснувал, меѓутоа тоа се тие, да не ги зборам, има и други наши познати поети и интелектуалци кои имаат така наречена двојна идентификација. Во тој период, такво било времето, нема држава Македонија, нема кој ќе те заштити во таа смисла културолошки идентификационо. Сега тоа го имаме, али тоа се рецидиви од тие некои времиња и ги имаме тие луѓе меѓу нас. Еве да спомнам еден пример кој не сум го кажувал никогаш, вака јавно, а мислам дека е податлив. Има луѓе во Македонија кои тераат шега со египјаните. Да, ромите. Еве како ги нарекуваш и ти. Охрид ги нарекуваат ѓупци. Така. Пежоративно. Да, тој вели на пописите ние ги имаме. Мала е бројката, меѓутоа ги имаме. Ти имам луѓе кои пред мене вака и во не пред камера, меѓутоа вака. На јавно место се расправили, ти немаш врска со египјаните. Ти си, да не кажам што. Меѓутоа негово право е да се чувствува како тако. Воопште не навлегуваме во историската генеза. Се чувствуваш египјанец? Со здравје. Овде имаме Тоа е многу битно. така. За нас е битно да можеме да кажеме дека сме македонци и никој тоа да не го оспорува или да се подсмева со тоа. Видите вака, господин Педаровски, на Балканот расчистувањето на таквите линии ќе одеде далеку, тогаш ќе може да кажеме дека наш Типјанец е првиот регент и највлијателен човек во Бугарија 30 години. Тодор Павлов е роден во Штип и живеел 16 години овде. А е најмокниот човек од 44-та од 8 септември, па се до тамо некаде 60 Сакаш за еден друг Штипјанец да ти кажам, а да дојдеме до договорот од Преспа. Михајло Апостолски. Да. Така ли? Така. Бил ли командант на сите партизански Така е. одреди? Са тоа што нашата широка јавност не го знае, односно не е учено во школи и не сме го учени во школи. Во Втората светска војна он е командант на сите одреди. Ама сите одреди на кои он бил командант не биле само на територија на денешна Македонија. Така е, командата на вториот одред од планина Бов, Кожу, како се вика? Да се ми жив и здрав. И сега грците во преговорите тоа го бараат. Тамо именно, ја се антиципирам, ќе биде, ние го нарекуваме прецизирање на нашата преамбула. Тоа ќе важи и за Илинденското восстание, бидејќи за жал и тоа не сме го учеле. Меѓутоа, Илинденското восстание не е само на територија на Крушево. Не е само на територија на Крушево. Има Селски, има Солунски округ, има делови денешна Бугарија и во Ретје. Значи, ти не можеш да се повикуваш на документите на Илинден или на Асном и да мислиш генерално, кај што имало партизански одреди или во станици. Не, ти ќе прецизираш она што се однесува на денешна Република Македонија. Што е консеквенца на тоа? Ако кажеш не, тоа не можам да го почитувам. Значи сакаш да ги менуваш границите? Сакаш да имаш конгрес у Солун? Кажи ако сакаш. Една од првите линии во договорот од Преспа вели границите во денешна Европа се неповредливи. Тоа е и проблемот што бивш поранешна Југославија и на Балканот веќе 30 години не напредуваме, не сваќајќи една работа дека меѓународната политика, посебно политиката на Соединетите американски држави е како носаш на авиони, а не јахта која може брзо да се сврти. Тоа не се, иако се сврти прави многу бранови и многу последици има тоа. Но има една интересна работа овде по завршувањето на средбата меѓу Путин и американскиот председател, и изјавите на американскиот председател, што вчера изјави и рече не можеме да ги браниме малите нации ако тие имаат такви апетити, баш е споменува Албанија и Црнагора, кај што вели што ако крупните црногорци почнат војна, ние треба да влеземе во Трета светска војна. Се менува ли перцепцијата за тоа дека оно што Орбан го прави како платформа, перцепцијата за
независно, дека малите народи може да бидат слободни и потполно независни, при тоа потпирајќи се на големите сили. Орбан го збори тоа сега, кога се членки и во НАТО и во Европска унија по 10 на 15, 20 години би сакал да го чуем, ако не се случајно тамо, да продава басма таква. Значи во политичка смисла сите балкански народи, еве тие независноста на Словенија, на Хрватска, државноста на Косово, влегувањето на Црна Гора во НАТО, сите тие како успеа да го направат, како албанците направат две држави на регионот. Затоа што своите национални концепти ги углавија у стратегиите на големите сили. Затоа треба ум, затоа треба да се ангажираш да мислиш, не само да се удираш во гради и ние сме доволни сами на себе од Скопје до Гевгели. Не. Ние тоа мораме да го направиме. Не постои мала држава на Балкан. Не постои која може да рече ја можам самостојно да истуркам се. Не постои. Не затоа што заради Русија. Принцип, денеска ќе те прегазат. Пробај да го отвориш својот пазар туку така, ниедна фирма нема да остане. Конгломерациите ќе те прегазат. Значи мораш да внимаваш кај одиш, што одиш и да направиш концепт, план, стратегија, зашто тамо и кога. Така што да нема никоја илузија. Орбан тоа го зборува дека тие се на браната сега на исламот да не оди према Европа, го зборува сега. 2017, 18, баш би сакал да го видам 2002 да каже 2000. Тогаш не беше. Да, 97 се канети во НАТО, 99 стана полноправна членка. Да, да, тогаш сакам да го кога ќе му дојдеше големата тогаш руска мечка, па ќе го прашаше кај ќе одиш ти сам? Ама тоа не го збори тоа, го збори сега. Кога е заштитен со двојна ограда. Така, сега. Се враќаме на овој договорот и вашата одговорност пред македонските граѓани. Овој договор, оваа спогодба и овој процес, зборуваме за НАТО, ако сакате ќе зборуваме и за Европската унија, но еве зборуваме за НАТО, бидејќи вие сте одговорен за тоа. Да. Во овој процес, во моментот кога го примат на знаење во НАТО, што значи согласност на сите големи сили и на мали, во тој момент тој е за нив документ, така? Да. Кога тие кажале својата оценка за тоа, ние ова го прашувам, се обидувам да го илустрирам, бидејќи ова кај нас се вели вака, тие по некаков автоматизам сите го поздравуваат без да гледаат натре дека ние сме оштетена страна и така натаму. Но суров е светот, посебно дипломатскиот, иако изгледа многу мек, во моментот кога таква асоциација го прифати еден договор, дали Македонија има мок и смее ли да направи нешто од кое што ќе се скрши нивната волја или нивната евиденција? Јас мислам дека разбирливо за граѓаните. Гледај, значи да немаат заблуда, да немаат илузија никој од овде. Договорот во детали кој е договаран е поддржан и од големите сили. Значи кој мисли дека е тоа само меѓу грчката и македонската преговарачка страна се лаже. Оно колку што можам да кажам. Главните двигатели на договор, да дојдеме до договорот, значи во сите негови фази, во сите негови варијанти, претходни варијанти, не само името на држава, варијанти, точки, запирки, имаше тим од тројца меѓународни правници кои работат во Обединети нации, кои на наше барање Метју Нимис ги стави на располагање и го работеа само правниот аспект на договорот. Секоја точка и запирка од аспект на еден меѓународен договор, од аспект на еден правен договор. Да, апсолутно, значи. Само легалистите, тројца. Главни двигатели беа американската дипломатија, не зборам за Метју Нимис, зборам други луѓе, Вес Мичел, што дојде на местото на Викторија Нула, германската надворешна политика беше и тоа како од помош, не само за сите, доеше многу навреме. Германската канцеларка беше во тек. Да немате никаква илма. Значи гледате, има пред 2 недели, ја мислам 2 или 3 недели, има Мајк Помпео, новиот државен секретар на Америка, значи практично вториот, третиот човек во американската, во најмоćната држава, разговара со сојузници во Европа. Разговара со Макрон, разговара со Меркел и дава соопштение од разговорот. Дали ви се верува? Мислам, тоа е на АЧИК, тој договор, тој не е таен, тој разговор. Даваат соопштение од State Department, у кој вели, денеска разговаравме со Макрон, разговаравме со Меркел и прво зборува за македонско-грчкиот договор, го поздравува, вели добро е што се постигне таков договор. Втора точка му е што правиме со она што беше договорено од самитот во Сингапур. Значи Македонија, тоа прашање да биде пред прашање кое тангира 2-3 големи сили. Значи тоа е. Зборувам за Сингапурскиот договор меѓу севернокорејскиот лидер и Трамп, што беше светска сензација. Таа држава да дојде главниот човек да разговара со американскиот председател. Прво сме ние напишани у првата реченица, така што ако некој мисли добро, овие нешто направи, а тамо дај да парафираме без да гледаме,
Сите детали ги знаеа и не само тие, многу други држави и беа стварно инструментални, како се вели во дипломатијата, помагаа да се дојде до конечниот продукт. Вие сте координатор имаме во новата влада по различни области, па дури се шегуваме. Да. Многу се координираме, а поразделените никогаш не сме биле. Се една шега да ви кажам на моја сметка. Сега се видов во спомен собата на Глигоров, се видов со Ала Ѓозовски. Да. Беше министер, се координатор за култура и беше и вашиот почитуван сограѓанин Стојанче. Да, сите координатори. Да, и велам се бидејќи имаме толку координатори, мора меѓу нас да избереме еден координатор на координаторите. Тоа е бирократска логика на позиции. Но стои едно крупно прашање пред сите нас во Македонија. Не изградивме национален консензус околу постапките, освен декларативно дека сме за Европа. Овде сме толку многу разединети околу ова, цената на нашето влегување во НАТО и евроинтеграциите, дури персоналните решенија. Еве, цел ден читаме по порталите сериозни или несериозни обраќања за новиот координатор, вице-премиерот Османи и така натаму. Сега, влегуваме... Главен преговарач, да. Главен преговарач. А сега влегуваме во нешто што, како што и самите река, зададена траекторија која мораме да ја изодиме. Ке се најде ли заеднички консензус? Еве, вие сте координатор за тоа. Јас се плашам и го повторувам тоа испоследниме неколку недели. Јас се плашам дека ќе најдеме национален и државен. Прво треба национален, бидејќи сега македонските субјекти или етничките македонци треба во однос на овој договор да се произнесат, после сите останати што живеат во оваа земја. Јас се плашам и стално велам, ова сега ќе биде најголемиот тест до сега за тоа дали сме подготвени да направиме национален консенсус. Ако не направиме, не сакам да кажам груби зборови, меѓутоа прашање дали ја заслужуваме државата. На ова прашање никој не добива политички поени. Ја ти тврдам сега, еве ја да го потпишам и да речам утре одам ја на избори, ќе ве растурам, тоа е лага. Можеш само да изгубиш, пошто е тешко е прашањето. Промена и внатрешна промена на име на државни институции, ергомрез внатре, тешко е. Меѓутоа, ако се објасни добро, можам ја да добијам мнозинство. Меѓутоа, да ми каже некој дека овој го решава ова прашање затоа што или платен од грците, или ќе добие 61, 60, тоа е лага. Да, прашање е дали ќе изгубиш 1% или 101%. Значи, сите знаеме, тоа е аксиом во македонска политика. Кој ќе го реши проблемот со името, како год да го реши, и порано и полесно, сега е потешко, не може да добие политички поени. И кај етничките македонци, кај својот електорат, и кај своите членови, никој нема соодушевување тоа да го пријде. Ќе рече ако се мора добро, ама прво мора да ми објасниш зашто. Али со кеф никој нема да искочи на тоа гласање да рече, одвај го чекавме ова. Ако е тоа така, дај да го тргнеме ова прашање од изборната агенда. Ќе одиме утре заутре на избори. Зашто ова прашање да не биде на страна, бидејќи ова е објективно надпартиско прашање и надетничко е. Ова не е работа на СДС или на ВМРО. Велате и надгенерацијско. Апсолутно. Значи, гледај, овој спор ја предам компаративна политика меѓународна, не памтам, бидејќи немало, веројатно, не може во литературата да најдам сличен спор во кој ние влагаме во Обединените нации, е ли една земја членка бара да го смените името. Нема, уникатен е дипломатскиот спор. И са, никој со еве го, денеска бевме на спомен собата, која имаше снимки кога е на 8 април 1993 која е влегувана во Обединените нации. Кој мислите дека со голем кеф е влезено под референца поранешна Југословенска република Македонија. А Глигоров беше стар волк. Значи, стварно не се можело подобро од тоа во тој момент. И ако не бевме во Обединените нации, еве, откажуваме, не сакаме по таа референца. Ќе го немаше овој договор, зашто ќе немаше? Не, дали ќе имаше државата? Тоа е прашање. Така што? Сега, господин Педаровски, ќе се договорат политичките партии или нема да се договорат? Тоа е една од социолозите велат дека таквата дебела партизација на генерации не може да донесе добри последици, бидејќи по природа на работа на негативната селекција на кадри доаѓа до некадрени луѓе кои треба да донесуваат големи одлуки, ама тоа социолозите не го кажат, јас само пренесувам фрази. Ке имаме некаде крајот на септември или октомври, зависи тоа што ќе се договорат, референдум. Референдумот е шанса за Македонија или да ги проглутни македонските граѓани пред се горкото апче, како што велите вие. Но јас со вас сакам да разговарам како човек кој ги знае работите. Што ако изгласаме референдум? Што ќе се случи на Република Македонија? Не, ако не изгласаме. Ако изгласаме. Ако биде позитивен? Позитивен ако биде. Одиме према уставни промени. Така? Значи во договорот јасно стои 3 фази. Има на македонска страна и една на грчка страна. Тамо само ратификација, кај нас е прва ратификација у парламент. Ошто не ја потпишува Иванов сега по втор пат, иако му е вратено. Заборавајќи дека во Македонија нема право на апсолутно, туку на суспензивно вето, тоа е друг проблем.
Првата фаза ратификација, втора е референдум и ако е позитивен исходот, одиме на уставни промени со 2/3. Тоа треба да заврши во договорот стои до крајот на оваа година, меѓутоа премиерот гледам дека знаејќи ги проблемите кои евентуално почнуваат да излегуваат на површина, дека може малку и да се прологира во најдоброто сценарио зборувам, зборува средината на јануари, веројатно би ни се прогледало низ прсти на кој е кршење на договор. Ако не завршиш до нова година, тоа би било идеално сценарио. Идеално од аспект на тоа да го затвориме прашање во следните неколку месеци до нова година и да почнеме да се бавиме стварно со животните проблеми на луѓето. Значи, да не мисли никој од утре од кога ќе се реши, ако се реши дај Боже ова прашање, дека ќе биде мед и млеко и секој ќе има просек по 3000 евра да не работи ништо и ќе има невработеност 3%, 4%, нема да биде така. Али го имаме соседот на истокот од нас и многу други. Неспорно е дека сите индикатори мрднуваат на подобро, не велам дека скокаат. И дека за тоа ќе треба пак генерации или декади. Меѓутоа, без тоа нема никој да дојде да инвестира во оваа земја. Никој нема да не праша за здравје. Во вториот дел ќе прашам тоа, вака сега. Сега, кога тоа ќе помине, парламентите на земјите членки, 29, треба да го ратификуваат подоцна, кога ќе завршите вашиот разговор со представниците на НАТО пактот, се добива во поканата за членство. Бидејќи ова е покана за почеток на преговорите, подоцна ќе биде покана за членство. Тај на крајот. Тај на крајот. Значи видите, кога ќе завршиме ние со се ова што го зборуваме во оваа сценарио, позитивно се надевам, прв парламент кој треба да го ратификува договорот е грчкиот. Така е предвидено. Грција кој ќе го ратификува во својот парламент, тогаш почнуваат другите 28 парламенти, 29 се без нас, без Грција. Тогаш другите парламенти почнуваат со ратификација. Кој ќе заврши комплет ратификацијата, во тој момент НАТО вели се е све завршено, сите ратификации се депонирани. Кај оние кои го чуваат договор, тој се чува во Стејт Департментот, бидејќи во Вашингтон е потпишан 49-та, основниот договор за НАТО. Во тој момент Столтенберг ни вели еве ви покана за полноправно членство. Сега сме поканети за преговори. Од ова овде нема потреба повторно од референдум, нашето позитивно право. Затоа што ќе имаше, ако ние најверојатно ќе одиме со таа комбинација во прашање. Значи ќе го има и ЕУ и НАТО. Инаку по уставот наша обврска не е да имаме референдум за име, никој не предвидува дека ќе имаме проблеми со името, али обврска за влез во меѓународни сојузи. Така. Сега, тоа е овој дел кој граѓаните, мои гледачи, верувам го проследија и го слушат и од други телевизии, медиуми, како изгледа добрата страна. Но мојата интенција цело време на граѓаните да им покажеме и што би било ако не сакајќи да кажам дека тие ќе се одлучат кој за што ќе гласа. Овде нема мешање во тоа. Но наша задача на медиумите е да покажеме и другата страна. Доколку излеземе на референдум, прво има една работа. Доколку референдумот не успее, тоа значи нема излезеност. Што е последицата? Процесот запира тука. Ако имате негативен референдум, ние сите и еве од друга страна, значи да биде и негативно и не ако референдумот е неуспешен, ако е неуспешен, се знаат законските претпоставки за задолжителен референдум, зборам се, ако се реши поинаку тоа е друго јавно. Затоа што види и Заев и сите други велат каков год да биде обликот на референдумот, задолжителен, конститутивен, одлуката на народот ќе биде за нас конечна. Нема тука што да ги прашавме, ама не ни интересира многу. Мене интересира другата страна, што велат? Ако не успеете, која друга страна? Другата страна, бидејќи договорот има друга страна. Не, овој пат имаме покана за почеток на преговори со НАТО. Не, се стопира од тоа. Тоа е важно, тоа. Се стопира од тоа. Значи, бидејќи гледате, ние ако имаме не дај Боже негативен референдум, не можеме да одиме према уставни промени воопшто. Народот рекол не ни треба таа работа. И во тој момент во НАТО се стопира комплетната процедура. Ние се враќаме на претходната состојба на земја аспирант, односно кандидат. Се стопира. Тоа Столтенберг го кажа на пресу Брисел. Ама ние не знаеме имаше еден од јунаците на македонската транзиција во новинарството и му поставува прашање зашто, може да замислиш, као да е псевте прв пат спорот се јавува и му вели, па дали знаете колку е отпорот во Македонија да се промени името, наш македонски новинар. И вели што ќе правиме ако не помине тоа? Тоа е ваша работа. Тоа ние ви кажуваме кои се условите. Ние примаме нови членки со фул консенсус. 29 да каже, еден ако каже, 2008 беше така во Букурешт. Вели, тоа е ваша работа. Кој ќе ми известите дека е завршена таа работа, можеме да размислуваме за другото. Така што тоа е наша домашна задача. И ја затоа велам, сега ќе биде на тест. Ние сите политички лидери, особено на релевантни политички партии, се наоѓаат на историска не пресвртница, али раскрсница, крстосница секако. И сега ќе се види колку се на нивото на таа историска одговорност. Не, историска одговорност. Значи, зашто станува збор за референдумот? Околу одзивите спомнуваш. Ние што го поддржуваме договорот и што ќе го
понудиме на граѓаните, формално ќе го понудиме, бидејќи референдумското прашање го утврдува парламентот. Ние не велиме не гласете против. Ние ќе се потрудиме и во кампања и пред кампања да ви убедиме дека е тоа најдоброто во овој момент и добро е за перспективите на земјата. Ако не ви убедиме ќе гласате против. Најголемата историска неодговорност на лидерите ќе биде ако ги им речат на луѓето седете дома. Ова прашање не заслужува одговор. И сега се враќаме на 2004-та. Многу луѓе вика, да, како можеше оваа сега партија која сака и ова структура владина, која сака референдум и вика излагајте сите макар и против, 2004-та да каже да оди со слоган, некои прашања не заслужуваат одговор. Еве го одговорот. Еве го образложението. 2001 ВМРО ДПМН беше еден од 4 партии потписнички на рамковниот договор. 2001. Значи се обврзаа дека ќе имплементираат се. Еден од трите клучни столба на рамковниот договор е децентрализацијата. Таа иста партија, незините две крила, две фракции 2004 ги собраа 150.000 потписи именно да го рушат рамковниот договор преку рушење на децентрализацијата. Значи не беше исто. Ти си се обврзал 2001 дека ќе имплементираш вклучително и децентрализација. Имаме и закон за таа работа. Како ќе биде? И сега одеднаш вели не, ние се пишманиме. Значи станува збор за политичка недоследност и нечесност. Сакаш на мала врата да го рушиш. Иначе сите знаеме дека 150.000 потписи не ги собра тоа НГО што номинално се водеше као собираш на потписите во иницијативата. Сите знаеме. Групацијата во тоа време на Димчо Георгиевски и групацијата на Никола Груевски, кои меѓу себе не се согласуваа за X работи, па дојдоа и до физички пресметки во Скопска панорама, за ова најдоа заеднички јазик и во 10 дена ги собраа 150.000 потписи. И затоа имавме референдум. Тоа беше нечесно политички. Овдека е коректно. Излезете, кажете дека ова е предавнички капитулантски договор, катастрофа, дека кој ќе доеме ние на власт ќе ве стрела, ме ќе ве бесиме, све е окей, ама не можеш да седиш дома. Прашањето е од таков карактер. Не е ова лична работа моја, твоја е приватна журка, не е приватна журка што викаше Фрчка на времето. Последиците од референдумот врз евроинтеграциите како ги бидат слични на овој договор или нема дилеми, и овде се прекинува. Нема дилеми, апсолутно. Значи гледате како се случи 2008. 2008 на самитот во НАТО не изблокира на овој начин. 2008 декември Европскиот самит на шефови на држави и влади, ако ви се веро, истата формулација ја препиша. Значи ние бараме да влеземе у НАТО. Не, значи не можеме ни да почнеме преговори према Европска унија и они ги земаа копи-пейст од формулацијата. Се работи за истите субјекти. Исто. Ма членството се поклопува 90%. Ретко некоја држава да е таму, а не е вама и обратно. Не само Канада. Шведска е на пример во Шведска не е во НАТО, е во Европска унија, Норвешка е во НАТО, не е во Европска унија, да, меѓутоа мала разлика. Сега као последен дел од нашиот разговор. Разговараме со луѓе кои долги години се занимаваат со дипломатија, со безбедност, со меѓународни односи, велат вака. Многу е тешко да се следи Америка и многу е тешко да се сака Америка, без разлика на поетските основи на политичарите кои кажуваат. Велат затоа што Америка има една од Кисинџер па наваму едно правило во кое што не сака еднократно да ја заврши задачата која е нејзи стратешки, меѓународно, глобално и е важна. И да ти после бидеш мирен. Не туку постојано треба да бидеш на нејзина страна. Така ли е тоа, професор? Нема мала држава, да се повторам уште еднаш, која без помошта на Америка станала независна држава. Еве еден податок многу мал. 91 ние сме 2 години далеку од членството во Обединените нации. Во тоа време заминува администрацијата на Џорџ Буш стариот. Джеймс Бейкер е главен за надворешната политика. Неговото министерство, да го кажам по нашки, за надворешни работи, има соопштение 91. Каде сме ние уште од членство во било која организација? Ние сме уште ентитет, недефинирана територија. Меѓународно невидливи се уште. Има соопштение во кој вели суверенитетот и територијалниот интегритет на оваа земја е од национален интерес на САД. Точка. Значи уште пред да не признаат во светот, вклучително и тие, Америка немаше амбасада. Америка имаше прво лијазен офицер. Комрас не беше прво амбасадор. Прв амбасадор на Америка беше Крис Хил, 96-та дојде. Но во меѓувреме вели немој да си играте играчки, немој да рачкате натака. Тоа е наш стратешки интерес. И сега некој ќе рече, како не Македонија, не. Целиот регион на јужното крило на НАТО беше стратешки интерес и се уште е на Америка. И ова се што го слушате околу американската политика. Ова луѓе го гледаат тоа Трамп, вака или онака изјавил. Надворешната политика на Америка, американските претседатели ја следат, многу ретко ја креираат. Така што таа е утврдена од трустовите на мозоци кои се во Стейт Департмент, во Пентагон, во нивните институти и така натаму и така натаму. Така што тука нема разлика. Аналитичарите велат тоа е отприлика како точка на латиница И. Да. Значи, тоа е ликот кој во тој момент зборува, инаку од каде па тогаш е кај нас нешто што почнува да здрав разум нервира,
дека длабоката држава што туку не паднала и дека последиците од тоа ќе биде милост за македонците или немилост за некои други наши балкански народи. Зошто се употребува риторика, нешто што може да биде фейк нюс, ама може да биде и штета врз поведението на граѓаните, пренесувајќи и мислење дека еве само што не паднал амбасадорот американски во Македонија. Да. И тоа е едно од најголемите непознаници, некои големи така наречени стратези во Македонија се обидуваат да објаснат длабоката држава во Америка ја држи и сама Америка во своите канџи. Да, во своите канџи и порано, нели, таа е некој естаблишмент во Вашингтон ДС кој дрма со цел свет и председателите се кукли. И демек сега со доаѓањето на Трамп, тој има една изјава и во кампањата која кажа, вели ја ќе го исушам тоа мочуриште политичко во Вашингтон ДС кој ќе стана председател. Знаете во што е недоразбирањето? Значи тука нема паралелна длабока државата. Една е таа држава американска, дали бе бендисов или не, дали работи под жито и над жито, под порошина, тоа е друго. Таа е една држава и интересите се исти. Ова што сакам да кажам, теоретски шанси нема Доналд Трамп да го исуши мочуриштето, бидејќи тој е припадник на тој естаблишмент. Тој е личен пријател и со Хилари Клинтон, со години децата им се дружат. Значи нема ни еден од американските клучни decision makeri, а тој да не му бил дома и обратно. Значи тој, да, и човек кој има 3 или 4 милиарди лично богатство пред да стане председател, тој е дел од естаблишментот. Тој не може да оди контра себе. Така да ово сега наши внатрешни овде расправи околу тоа, веројатно на дневно политичка база и така натаму. Јас како координатор морам да ве прашам на крајот само. Оптимисти сте? Тука има два начина на одговарање. Ако одговарам како професионален политичар, што не сум бил никогаш, ќе речам да, мора да успееме оваа работа. Вчера на ова го спомнам често пати, бидејќи полого време не бев на интервју на една национална телевизија и во овој сегмент ме прашува, вели, вие од март, април навака, вели, постојано бевте и песимист во однос на Заев, например, кој беше постојано оптимист, што год да е тешко, он е таков. На што се должи тоа? Ја викам, ја не сум песимист, јас сум реалист. Се должи на карактерните црти, се должи на она што сум го видел во живот така натаму. Моја проценка е дека моја проценка се ова не како професионален политичар, ви го кажувам како како некој човек кој се бави со овие работи, ги следи од страна. Мислам дека најголемиот дел од граѓаните, мнозинството на граѓаните, ќе препознаат дека треба со здрав разум, со чиста мисла да размислуваат околу овие процеси, не да ги плашиме дека ќе нема Македонија, него дека ова е најдоброто навистина што можевме да го добиеме во овој момент и ќе гласаат за таа опција. Не можам да видам како доминантно мнозинство од македонски граѓани ќе рече подобро е да го живееме зашто ќе влеземе во таква една фаза. Ова што го живеевме претходно во режимот на Груевски, ќе 10-11 години, ќе гледаме пропаганда на големиот брат или братушет од сабајле до вечер, све ќе биде идеално, ќе бидеме најголеми реформатори, ќе имаме најмногу инвестиции и само споменици ќе никнуваат. Ние поминавме низ тоа. Мислам дека ќе се определат да се споиме со светот, да ги отвориме границите и да не гледаме баш во секој сосед непријател. Ја може би некој ќе рече повеќе, сакам да верувам дека ќе биде така. Оставам мала резерва, не можам да кажам дека да направам точка на и, како велиш. Оставам мала резерва до сега однесувањето на клучните луѓе во опозицијата, во најголемата опозициона партија, новото раководство не ми дава 100% верба дека тие ќе го препознаат историскиот момент. Вечерва имаме лидерска средба. Не може тама работа. Знаете што премногу е вложено. Премногу е вложено во симнување, не да зборам за пари. Ние со години марширавме по улиците против недемократскиот систем. Премногу е вложено да речеме се, добро, повелете ние, си заминуваме дома, не заради фотелите, навистина заради иднината. Па имате 80.000 бугарски пасоши. Се треба да чекаме нов екзодус. Утре Србија и Црна Гора ги превршуваат разговори. Треба ли утре са нашите граѓани да земат српски и црногорски пасоши за да одат во Европа? Срамота е. Срамота е 2018 година, ако не можеме да најдеме национален консензус за една работа која е очигледна. Тешка, но очигледна. Ако почекаме 10 години, изгледа ќе немаме потреба да вадиме пасош. Не било со катастрофични сценарии. Не било со катастрофични сценарии. Навистина не дека не сакам да плашам народ, а е реалноста е таа. Не е реалноста таа. Меѓутоа ќе чмаеме. Знаете, гледате каков е и просечните плати, и степенот на невработеност. Ај оставите слобода и демократија, иако не е небитно. Економската основа нема да се крене на оваа земја, тоа е фикс. Тоа е тоа. На крајот ви благодарам и за позитивното размислување, впрочем тоа ви е одговорност, да направите најмногу што можете во тоа, а граѓаните ќе си одлучат според она што мислат. Иако кога се побркаат срцето и мозокот, многу често резултатите се како породени маки, нели? Ред е, после скоро 30 години независна држава,
најголемиот дел од македонски граѓани да размислуваат со умот, не со срцето. Ова е таква ситуација. Така. Добро, благодарам што бете дел од моја емисија. Волам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со националниот координатор за НАТО интеграциите, господин Педаровски, и слушнавте што рече. Јас само ќе парафразирам една негова реченица, зашто тоа го обичавам во емисии, и некои други велат, ама јас мислам дека ова е камен или темелник, мегник во историјата на Република Македонија. Моја е да ви ги пренесам нивните стави, одлуките се ваши. Овде јас сум само медијатор, нели? Благодарам за вниманието и се гледаме во новото отворена тема.